Благодарам, Јована. Токму така, екипата на Македонија наутро утрово се наоѓа во Средното уметничко училиште Лазар Личеновски во Скопје. Наш соговорник е професорот Сокол Цварко. Професоре, добро утро, добре дојдовте во Македонија наутро. Денеска се празнува светскиот ден на уметноста. Зошто вајарството е важна уметничка гранка? Да се добре дојдовте и поздрав до гледачите на Македонска телевизија. Па, како составен дел од уметноста и воопшто и од културата, е еден од најважните столови кај што се темели државноста на еден народ. Без уметноста и еден народ не би просперирал само од политички идеолошки, туку мора да има и уметност и култура. Така, вие кои изразувате вашиот уникатен уметнички сензибилитет преку работа со многу различни материјали, каков е вашиот однос со материјалот без разлика дали станува збор за традиционален скулпторски материјал или сите други предмети што ги користите во вашата работа? Не, само јас као лично, туку и овде, пошто се наоѓам во школа, значи, основен материјал за вајарството е глината, кој што, ете да не кажам, природата ја го дал на вајарите да ја орат со раце. Иначе, како материјал, глината, ако сееме, ништо не никнува, но преку нашите раце она добива живот, односно форма, скулптура и се му се вдахнува духот, така она оживува и е дел од таа култура и уметност што ја спомнував. Професоре, колку време е потребно за да се изработи една скулптура? Релативно. Значи, први скулптурата треба да се смисли. Идеја, скица, цртеж, во зависност после од навиките, вештините и емоцијата, зашто без таја па не може една скулптура, односно уметничка да се реализира, може да се направи и за еден ден, може да се направи и за 10 години. Така. И колку работата со учениците и желбата да им го пренесете знаењето ви исполнува и дали е важно младите да имаат свој ментор кој ќе ги поттикнува и мотивира да продолжат да ја работат оваа работа? Сакам да истакам пред се, пошто се наоѓам во школа, освен задоволство и привилегија, најнапред и како да се изразам, важно е одговорност. Значи, пренесуваме знаење на новите генерации кои што треба нели да не наследат, односно да ја носат напред уметноста и културата во Македонија. Со учениците е важно да се пренесе не само љубовта према уметноста, во случај према вајарството, туку и знаењето кое што оди паралелно како компонента, не е само образование, туку пред се овде во школа, пошто сме средна школа, значи акцент даваме и на воспитниот. Значи учениците добиваат не само знаење, туку и како ќе го пренесе тоа на идните генерации. Желбата наша е некој од нашите ученици стварно да не наследи нас и да ја носи напред. Не само вајарство како гранка, туку нашата култура, односно уметност. Професоре, ви благодарам. Јас сега ќе се поместам тука со учениците кои работат на скулптури. Заедно со нас е Максим. Максим, кажи ми на каква скулптура работиш во момент? Здраво, јас ја работам на акт. Ова е човечко тело. За оваа скулптура ја правам од имагинација, немам некоја слика или пример, ама тоа не е обично за работење на скулптура. Обично се прави скица или имаш некаков пример за да се базираш. Така, не секој може да биде ученик во Средното уметничко училиште, затоа што тука има и приемен испит. Од каде желбата да бидете дел од ова училиште? Желбата да бидам дел од ова училиште имав од кога бев мало дете, ама главно се истакна на мојата 9-та година во основно, каде што повеќе почнав да работам, да цртам и да моделирам со некоја глина, ама ја бев на основно ниво. Не мислам дека не можев да положам да влезам во школа. Ради тоа имав едни часови цело лето и успев да положам. Така, благодарам Максим. Со нас е и Димитар. Димитар, кажете ми, вие на каква скулптура работите во момент? Во моментов работам на матурското дело и еве сега некоја текстура привршувам и уште малце ќе биде готово. Колку време ви е потребно за да ја изработите вашата скулптура? Прво иде идејата, треба да се направи скица,
и да се одобри од менторот. Исто така треба да се направат повеќе скици за да има и од повеќе варијации да се види скулптурата. На крај се одобрува делото и се почнува со постапките. На крај, Димитар, сите имаме своји идоли, без разлика дали станува збор за музика, за театар, пејачи, глумци, актери. Кажете ми, кој е вашиот идол кога станува збор за уметност? Идоли ја не би рекол дека има многу, но се навраќам на старите мајстори, како што се Леонардо, исто така и главни скулптори на регионот наш, Томе Серафимовски, исто така е голема инспирација моја и така се базирам на нивните дела. Благодарам, Димитар. На крај дозволете ми да ви го честитам светскиот ден на уметноста. И ова на екипата на Македонија наутро, како што кажав, утрово беше во посета на средното уметничко училиште Лазар Личеновски во Скопје по повод меѓународниот, односно светскиот ден на уметноста.